македонските општини кубарат со инспектори, особено помалите руралните. Комуналните инспектори сметаат дека проблемите се различни во секоја општина. Граѓаните кои што не го почитуваат комуналниот ред најчесто поминуваат со опомени. Ретко добиваат казни кои што се движат од 40 до 150 евра. На оваа тема од прилогот на Викторија во продолжение. Општините, посебно помалите, руралните, се соочуваат со недостиг од инспекцијски кадар. Комуналните инспектори кои се собраа во штип за избор на ново раководство, велат низ општините недостасуваат инспектори за домување, за животна средина, но и комунални и градежни инспектори. Посочија дека оваа професија не е доволно атрактивна, бидејќи проблем представува и законот за инспекцијски надзор, со кој се бара поседување на лиценца за инспектор. Тоа, значи, сепак е прашање до самите градоначалници и до самите служби на сите општини, бидејќи има недостаток на не само на комунални инспектори, него и недостаток на други видови на инспектори кои што немаат, бидејќи сега има, значи, со законот за инспекцијски надзор мора да имаат и лиценца за да бидат инспектори. Моментално и ние како инспектори, значи, покриваме во некои општини каде што нема, независно дали комунални инспектори или инспектори од заштита на животна средина, од инспектори за домување, од градежни инспектори. Тие недостатоци, односно недостатоци на инспектори, значи на кадар, тоа сепак е до самите градоначалници и до институцијата во која што тие работат. Комуналните инспектори во текот на своето работење се соочуваат со многу проблеми, бидејќи нашата работа е теренска, средби со различен тип на луѓе, со правни лица кои во секој случај гледаат да си ги оправдаат сите своји недоследности кои ги имаат, меѓутоа сепак ние сме тие кои треба да ги спроведуваме законите во целост. Некогаш им прогледуваме и кроз прсти, меѓутоа претежно со казнувањето се постигнуваат до некаде целите. Според Законот за јавна чистота, Законот за комунални дејности, одлуката за комунален ред која носат општините, за прекршителите следуваат парични глоби кои се движат меѓу 40 и 150 евра, но најпрво се изрекуваат опомени. Ретко, да, можам да кажам ретко. Оваа година, значи, имаме платни налози, односно глоби за сторен прекршок од областа на јавната чистота за продавачите на земјоделски производи и текстилни производи на јавни површини. Тие се во најголем број, исто така и за оставање на земја, шут на јавни површини, односно на улицата и на тротоарите. На одбележувањето на 20 годишнината од постоењето на Сдруженијето на комунални инспектори беше избрано ново раководство, кој има за цел организирање и заедничко настапување пред локалната и централната власт. Пред неколку години преку Сдруженијето се успеа да се издействуваат 30% додаток на плата за инспекторите на државно и локално ниво. Нов председател на Сдруженијето на комунални инспектори е Борче Везенков од општина Штип.